Денес истекува рокот во кој општина Аеродром треба да донесе одлука за понатамошното постапување со Луна паркот Зимзоленд. Иако градоначалникот Дејан Митевски вчера во изјава за Телма најави дека денес ќе даде повеќе информации, сега не одговара на нашите пораки и повици, што не било пракса до сега. Денеска завршува и законскиот рок, во кој субјектот што е под надзор има право да достави одговор или забелешки на записникот што веќе му е доставен. Општината треба да ги преземе потребните мерки. Еве што ни изјави Митевски во текот на вчерашниот ден. До утре е рокот кога субјектот на надзор е должен да достави одговор на или забелешки на записникот кој што му е доставен, доколку не постапи ќе продолжиме согласно нашите надлежности. Телма, повикувајќи се на официјален документ од градот Скопје, објави дека Зимзоленд нема дозвола за поставување на реквизити и поради тоа наложиле на општина Аеродром да постапи согласно своите надлежности. По нашата објава, во Луна паркот влегоа повеќе инспекциски служби кои утврдија неправилности. Државниот пазарен инспекторат констатираше вршење нерегистрирана дејност и најави изрекување казни. Агенцијата за храна и ветеринарство утврди дека организаторот не е регистриран како оператор со храна и дека не се исполнети хигиенски услови, поради што изрече парични казни. Управата за јавни приходи пак утврди неиздавање фискални сметки и финансиски неправилности кај дел од субјектите, додека од Министерството за внатрешни работи пишуваа казни за оние кои беа непрописно паркирани во близина на Луна паркот. И покрај сите досега објавени наоди и утврдени неправилности, сопственикот на Луна паркот Панде Димов, иако не сакаше да зборува пред камера, ги отфрли обвинувањата и порача дека ќе продолжат со работа.